Здраво, драги љубители на емисијата Црвило. Останете со нас и до крајот на ова издание, затоа што ние со екипата на Црвило ви подготвивме доста занимљиви содржини. Гледајте! А дали вежбањето влијае на она што го јадеме? Кога започнувате нова рутина за вежбање, може да започнете да јадете повеќе отколку порано. Ова всушност го оттежнува губењето тежина ако тоа е целта на вежбањето. Токму пандемијата на вирусот COVID-19 доведе до ограничување на вежбите, но и до прифаќање на вежбите на некои нови начини. Факт е дека токму планирањето, оброци и тренинзите помагаат многу во промените на животниот стил. Дали вежбањето влијае на она што го јадеме? Ова всушност го оттежнува губењето тежина, ако тоа е целта на вежбањето. Токму пандемијата на вирусот COVID-19 доведе до ограничување на вежбите, но и до прифаќање на вежбите на некои нови начини. Факт е дека токму планирањето, оброци и тренинзите помагаат многу во промените на животниот стил. Вежбањето во голема мера влијае на дневната количина на храна. Испитале 41 здрав возрастен човек, 23 жени и 18 мажи на возраст од 19 до 29 години. Резултатите покажаа дека вежбите резултираат во поголема желба за непосредно консумирање храна веднаш или по 30 минути по завршување на тренингот. По вежбањето, луѓето се повеќе склони кон храна, а тоа се должи на намалување на гладот или апетитот кај луѓето за време и после вежбање. Овој феномен е предизвикан од реакции во хормони кои го стимулираат апетитот како резултат на вежбање. Психолошки, ова би значило дека телото бара награда за завршување на тренингот, а физиолошкото значење е во стимулирање на односот на храна за да се компензира зголемената енергетска цена на вежбање. Го забрзува растот на косата и овозможува длабока хидратација. Зашто се користи алоe верата и зошто треба сите да ја користиме? Растението кое е меѓународно познато како извор за благодети за организмот, алоe верата сега може да се користи во облик на креми, маски за коса и лице, напитоци. Го забрзува растот за косата и овозможува длабока хидратација. Зашто се користи алоe верата и зошто треба сите да ја користиме? Овозможува длабока хидратација. Алоe верата му овозможува целосна хидратација на телото. Еден од најефикасните и препорачани начини е преку напитоци. Делува антибактериски. Еден од благодетите на алоe верата се нејзините антибактериски и антивирусни својства. Всушност, алоe верата делува како поттик за производство на нови ткива. Делува антивоспалително. За намалување на прекумерната сувост на кожата како последица на надворешните фактори, алоe верата се покажала како одличен сојузник. Што се однесува до изгорениците од сонце, ова состојка е одличен лек, но не заборавајте дека секогаш се препорачува нанесување на крем со заштитен фактор. Ја спречува појавата на првут. Првутот е непријатна состојба која погодува огромен број луѓе. За да му се спротивставите на првутот, алоe верата е одличен лек. Како што вели Марфи Роуз, њујоршки дерматолог, со редовното користење на алоe верата на кожата на главата, значително се намалува појавата на првут. Ја зајакнува косата. Со оглед на богатата содржина на витамини, минерали и аминокиселини, се покажало дека алоe верата одлично влијае на растот на косата. Антиинфламаторното делување на растението го поттикнува растот на влакното, а производите како што се шампон или регенератор на база на алоe вера во овој случај се многу корисни.
Подоеноста е еден од проблемите со кои многумина се борат и може да бидат навистина исцрпувачки и иритирачки кога постојано се чувствувате како балон. Во продолжение 4 пијалаци со чија помош ќе се ослободите од надоеност. 4 пијалаци со чија помош ќе се ослободите од надоеност. Покрај различните додатоци кои можат да ви помогнат при надоеност, постојат и пијалаци кои лесно можете да ги подготвите дома, да ги пиете наутро и нормално да го започнете денот. Исхраната игра една од најголемите улоги во надоеност, како и потрошувачката на вода, што е неопходна за целото тело. Исто така, вежбање барем неколку минути на ден ќе ви помогне да го намалите тоа ужасно чувство во вашето тело и однесете го чекор напред со пијалаци кои што следуваат во продолжение. Природни сокови. И не мислиме на сокови кои претежно содржат овошје, бидејќи овошјето содржи шеќери, но оние што имаат мала количина овошје, многу зеленчук што ќе има големо влијание врз варењето на храната. Например, сокот од целер, кој е хит на социјалните мрежи веќе неколку години, не стана толку популарен без причина. Работи на намалување на надоеност, воспалителни процеси и секако зајакнување на имунитетот. Ако сепак не сте љубител на целер, комбинирајте спајнак или кел со јаболко или лимон и вода. Се разбира, немојте да мислите дека овие сокови се замена за оброци, бидејќи не се. Користете ги како додаток на вашата нормална исхрана. Потребен ви е и блендер, а не специјален соковник во кој ќе го направите вашиот нов омилен сок. Билни чаеви. Пиејќи ги топли или ладни, апсолутно зависи од вас да изберете. Но ако се уште не сте пробале ладен зелен чај со додавање на малку ванила, верувајте ни дека тој многу брзо ќе стане еден од вашите омилени летни пијалаци. Алкохолот дефинитивно треба да се избегнува ако имате проблеми со надоеност, како и пијалаци со вештачки шеќери, бидејќи доведуваат до надоеност. Затоа обидете се да ги замените пијалаците на кои сте навикнале: билни чаеви, сладонец, зелен чај, чај од хибискус или кој било друг што ви одговара. Супи полни со минерали. Иако не е типичен пијалак, туку супа, бидејќи може да биде богата со витамини, минерали, омега масни киселини и други хранливи материи, кои ги намалуваат воспалителните процеси во организмот и го зголемуваат имунитетот. Можеме да додадеме некои состојки кои одлично ќе работат за да се намали надоеноста. Ако додадете боровинки во супа од кромит, сладок компир, лук, макдонос, целер и морков, имате рецепт за помалку надоеност. Вода на поинаков начин. Секако подобро е уште еднаш да ставите потсетник за водата која е толку важна за целото тело. Хидратација, кожа, функционирање на телото и надоеност. И не мора да пиете чиста вода, да ставите малку краставица, лимон или јагода во неа и ќе добиете освежителен пијалак што ќе ви ја намали подоеноста. Одличен рецепт за надоеност е да ставите малку лимон и црн пипер во водата. Мраз на лицето, нов тренд за убавина и мазна и затегната кожа. Дали сте слушнале за новиот тренд на убавина за ледување на кожата или skin icing? Овој тренд се шири на социјалните мрежи, а многу трендсетерки кои веќе го испробале тврдат дека ја прави кожата на вистина помазна и затегната. Мраз на лицето, нов тренд за убавина за мазна и затегната кожа. Овој тренд се шири на социјалните мрежи, а многу трендсетерки кои веќе го испробале тврдат дека ја прави кожата помазна и затегната. Дерматологот Ава Шамбан од Лос Анџелес и Јоана Чех, добро познатата естетичарка од Њујорк, велат дека тоа е претежно безбеден третман на лицето. Станува збор за покривање на лицето со мраз за да се врати потребната свежина на кожата. Не би го препорачала овој третман само ако имате многу чувствителна кожа, многу реактивна или некои состојби како розацеја, речи Шамбан.
Замрзнување на лицето предизвикува крв да се крева под кожата кон површината, така што под третманот има сјај на лицето и затегнат изглед на кожата. Замрзнувањето на лицето може да има повеќе придобивки од отстранување на подпухнатост до смирување на воспалителна кожа. Сакам да го правам овој третман наутро за да го намалам отокот околу очите. Корисно е и за смирување на иритациите, рече Чех. Студот исто така може да смири каква била иритација или чешање и може да им помогне на некои луѓе со акне и затегнување на порите. Како се прави овој третман? Важно е да го преместите ролерот за ладење над областите што сакате да ги третирате и да не го држите премногу долго на едно место, бидејќи тоа може да предизвика изгореници на мраз, предупредува Чех. Шамбан препорачува да купувате ладни ваljаци наместо да користите некои ваши, бидејќи повеќето купени се направени од нерегесувачки челик, а над челикот има пластика или силикон што абсорбира и одржува студ доволно долго за да ги активира придобивките на кожата, а истовремено ја штити од изгореници. Како да ја нацртате совршената линија на очите со туш? Ова е едно од најпребаруваните прашања на Google во светот, а ние ви го донесуваме одговорот и неколку корисни совети во продолжение. При шминкање, кога треба да се стави туш на очите, тоа е момент кој може да им представува голема главоболка на многу девојки. И додека со десното око ситуацијата е под контрола, приказната со левото око постојано ни е лоша и таа многу често изгледа банално. Тоа е затоа што на десниот очен капак раката се управува полесно, па затоа и линијата е многу поправилна и поубава. Па покрај тоа што знаењето како да нанесете туш се стекнува со искуство. Постојат и неколку трикови кои што ќе ви го олеснат животот и за многу брзо време ќе ве претворат во вистинска професионалка. Кога еднаш ќе научите како правилно да нанесете туш за очи, тогаш ќе имате брз мејкап за било која пригода. Поради тоа треба да се обидете да ја извежбате оваа техника со која многу лесно ќе цртате совршени линии. Првото нешто што треба да го научите е тоа дека кога нанесувате туш, погледот секогаш треба да ви е насочен надолу. На тој начин ќе го опуштите капакот и линијата сама по себе ќе биде рамна. Доколку го повлекувате капакот со прстите, кожата на капакот ќе биде згужвена и линијата нема да излезе права. Второто нешто што исто така треба да го запомните е тоа дека ако повлечете линија од внатрешниот агол на окото, таа ќе биде потенка отколку ако тргнете од средина на капакот. Линијата со тушот за очи треба да ја повлечете во 3 чекори. Најпрвин треба да повлечете црта покрај самиот капак, па да ја продолжите на надворешниот дел на капакот. Веднаш извлечете го тушот во насока во која што сакате да ви оди линијата. По ова нацртете ја горната линија и спојте ја со права црта. Тогаш следува спојувањето и изедначувањето на линијата.
вистинското време за користење на креми против брчки? Веројатно, најточниот одговор би бил кога ќе се појават. Но тоа не значи дека и пред тоа не треба да преземете одредени чекори за да ја заштитите кожата од пребрзото старење. Во продолжение. Кога е вистинско време за крема против брчки? Еве како треба да се грижите за својата кожа во согласност со годините. 20-тите. Во овој период од животот не е потребно користење на класични креми против брчки. Тука е важна превенцијата за на лицето да не се појават прирани знаци на старење. Користење крема против старење на кожата може да има и контраефект од очекуваното. Имено, кожата во 20-тите години има поинаква структура отколку во подоцнежните години, а една од предностите е еластичноста и има моќ на обновување, па не и треба дополнителна помош за производство на колаген. Потребна е редовна нега, доволно влажност и заштитен фактор. Користењето на кремите против старење во некои случаи во таква рана возраст може да предизвика појава на мозолчиња, сушење или претерано маснење на кожата, црвенило и слични проблеми. 30-тите. Поголемиот број жени кога ќе дојдат на оваа возраст ги фаќа паника од првите изразени брчки, што е знак дека е време квалитетна крема против брчки. Потребна ви е крема што хидратира и има заштитен фактор 30 или повеќе. Се препорачува и лосион против брчки за зацврснување на кожата и секако и ноќна крема против брчки. Добре дојдени се и лосиони и креми за пределот околу очите, кои со своите состојки ги измазнуваат борите и ги посветлуваат темните кругови околу очите, што се честа појава во таа возраст. Исто така се препорачува пилинг на кожата во текот на неделата, што дополнително ја чисти кожата од мртвите ќелии. 40-тите и повеќе. Ако грижата за кожата ќе започне во 20-тите, во 40-тите, 50-тите и повеќе. Вашата кожа би требало да има многу помалку брчки отколку без нега. За жал, старењето на кожата не може да се спречи, но може да се забави, што е и целта. Она во што во 40-тите и повеќе се разликува од 30-тите е да се препорачува користење на кремите против брчки наменети за специфични проблеми, односно проблематичните делови, како и брчки на лицето или специфичните линии околу очите. Исто така, на таа возраст се препорачува користење и серум против старење на кожата кои се поскапи, но поради концентрациите на состојките се добро дополнување на кремите. Барајте се што сте барале во кремите во 30-тите, но немојте да штедите на добра крема. Како уште можете да го спречите прераното старење на кожата? Со престанување на пушење, помалку стрес, здрава исхрана, редовна телесна активност, доволен дневен внес на вода, избегнување на брзи диети и повеќе сон. Почитувани мои љубители на емисијата Црвила, се надам дека успеавме и со денешното издание и со нашите подготвени содржини да го задржиме вашето внимание. Останете со нас и во наредното издание, тоа е наредниот петок во исто време од мене. Чао, чао.